Летото обично е годишното време кога избираме повеќе да спортуваме, но во кое годишно време најдобро се трча? Како да трчаме кога е топло времето и кога имаме надвор температура од плюс 40 степени? Како да се мотивираме да спортуваме и како да се мотивираме да трчаме, но и да бидеме пример за нашите деца? Ова утро ќе разговараме со Кока Најановски. Кока, ќе ти посакам добро и убаво утро. Твојот тренинг веќе заврши. Кога е идеално тебе време за трчање? Добро утро, поздрав до сите гледачи. Идеално време не постои, како ништо во животот што нема идеално, нели? Меѓутоа, тоа е индивидуално. Така што секој нека се избере кое е неговото најдобро време за спорт. Ако збориме и за трчање, јас највеќе сакам да трчам наутро. Ете сега добро ми дојде да седнам после утринско трчање, така што сите што се ранобудници, што не сакаат и не можат да спијат подоцна во текот на денот, може да станат рано наутро, да си ја завршат таа така наречена обврска, поточно задоволство, да истрчаат, да спортуваат и на тој начин да им тргне одлично денот, полни со позитивна енергија. Ајде да ги мотивираме малку луѓето, сите оние кои што се викаат ајде од утре, ајде од попладне, ајде па денеска е топло, нема топло време нели за трчање. Како што спомена и ти, утрински е можеби најдобро така да го разбудиме телото, но како да добиеме мотивацијата, тебе што те мотивира? Така, мотивација е убаво кога имаме и кога имаме најчесто сите работи ги правиме со песна. Брзо, лесно, едноставно ние. Меѓутоа, мотивацијата е она што е минлива. Така што некогаш ја имаме, некогаш ја немаме. Добро е да ја бараме, добро е во се нешто да бараме мотивација. Можеби некои работи што не мотивирале во минатото, сега веќе не ни се предизвик, па треба да бараме некои нови, да бараме мотивација во нешто ново, во нешто непознато можеби, да си поставиме некоја цел. Ако таа цел сме оствариле, да поставиме некоја повисока цел, таа да ни биде следна мотивација. Меѓутоа, како што кажавме, мотивацијата не секогаш е константна, да кажеме. Она на кое што треба да работиме повеќе е дисциплината. Така да кога имаме дисциплина, кога знаеме дека ќе спортуваме, дека ќе бидеме активни независно во кој период од годината сме, тогаш во секој случај дисциплината ќе ја победи мотивацијата и да ја немаме мотивацијата, така што совет до сите оние кои што сакаат да бидат успешни и да бидат константни во спортувањето, да нивната јака страна стане дисциплината. Да, на сите можеби понекогаш ни достасува малку дисциплина, но кои се твоите совети за трчање во летно време и овие жишки денови кои што ги имавме претходно на плюс 40 степени? Значи, да се трча на тие температури навистина не е лесно. Тоа може да го прават само оние што се најподготвени. Долку не сме во таа категорија на спортисти, на луѓе, тогаш најдобро и да размислиме дали би трчале во тој временски период или пак тој ден да го одмориме, да го прескокнеме, да почекаме да се смири температурата или ако одлучиме сепак да трчаме во ден кога температурата е многу висока, тоа да го направиме рано наутро, што се вика уште додека не изгрело сонцето или на почетокот, додека изгрева сонцето, додека е уште, ако може да кажеме, посвежичко се диши, да кажем, или тоа да биде во вечерните часови, подоцна од 19 часот или буквално кога ќе се стемни, затоа што тогаш температурата е посвежа и се разбира, долку одлучиме да спортуваме во овој период, задолжително да се хидрираме, да внесуваме течности како во текот на денот, така и за време на самите тренинзи. И на тој начин ќе може да истраеме и да бидеме константни и дисциплинирани и во летото како најтопол период од годината. Така, Кока, но треба ли никаква подготовка на телото пред да се започне да се трча и да се спортува? Што му треба на телото? Најнапред треба да си го познаваме, како што кажа, своето тело и она што треба да го направиме, да видиме дали сме доволно одморени, да кажеме, од минатиот тренинг или од преходните активности што сме ги имали, или дали тој ден не бил исполнет со
професионални ангажмани, сме биле на работа или пак нешто приватно сме имале обврски, па дали ќе можеме да го направиме тренингот. Посебна подготовка па и да нема. Освен тоа дека треба се внимава да бидеме доволно одморени, како што кажав, наспиени и да внимаваме што јадеме, затоа што се разбира ако јадеме нешто непосредно пред тренинг обилно, нема да може да го направиме тренингот, ќе ни биде тешко. Во стомакот, така ќе ја чувствуваме храната, така што треба да внимаваме исто и низ храната или нешто минимално да каснеме пред тренинг или некој изотоничен напиток, некој цеден сок портокал да се напиеме, чај можеби со мед за да можеме да имаме енергија и да го започнеме тренингот. Така, ти ни престануваш со тренинзите во текот на целата година и на плюс 40, и на снег, и на врнежливо време, но исто така и во текот на летото ги држиш и тренинзите во континуитет, односно Скопје Ран си функционира и во текот на летото. Така. Да, значи имаме сите оние заинтересирани кои што се независно дали билен одмор, па сакаат да ни се приклучат или пред да одлат сакаат уште малку да ја подобрат својата форма, подобро да изгледаат, нели, како што е трендовски кажано за на плажа. Може да ни се придружат во нашите тренинзи. Имаме групни тренинзи кои што се бесплатни, кои што се одвиваат пред Скопје Сити Мол. Така што сите заинтересирани слободно може да ме контактираат и да ни се придружат на тие тренинзи. Освен тоа, држиме и индивидуални тренинзи, на оние што не им одговараат групни тренинзи, може да договориме термин индивидуално на локација и време кога сакаат вежбачите да се најдеме. Така што она што останува на луѓето е само да пројават желба, интерес, а ние во текот на целата година, како што кажете, имаме активности и за оние најмладите имаме и детска атлетика, значи од најмала возраст од 5-6 години дечиња, значи слободно може да дојдат да ни се придружат на нашите тренинзи за детска атлетика, кои што се одвиваат исто така на кеот на Вардар, така што од како што е она мисла од 7 до 77 години, секој заинтересиран може да дојде во нашиот клуб. Да, дури од 5 години, малку порано од пред 7 години. Како можат децата да ги пријават за да бидат дел од детската атлетика? Така, слободно, може да ми се јават 078 420 665 или да ме најдат на социјалните мрежи, Кока на Јановски, да ми пишат и веднаш, уште што се вика од денес, да ги донесат дечињата. Да искористат ова убаво време, децата да бидат што повеќе активни, подготвени да дочекаат и училишната година. Па ако им се допадне детската атлетика да продолжат и понатака, ако не може да продолжат на некои други активности што го имаат, меѓутоа како и да е физичката активност одлично ќе влијае на децата во нив здрав и правилен психофизички развој. Да, но секако и најважно уште од најмале години да бидат дел од некој спорт, односно да бидат физички активни, да им се роди љубовта кон спортот. Кукан, ти на колку години започна да спортуваш, односно да трчаш? Така, јас започнав да спортувам многу мал, ако сеќавам кога бев пето оделение. Од тогаш активно почнав, што се вика, речиси секој ден да спортувам, или сега тоа е четврто оделение, нели, по новиот систем, деветолетка. Меѓутоа да трчам, почна и целиот свој живот спортував, активно различни спортови, кошарка, фудбал, вежбав, значи одев на пливање, возев велосипед, значи буквално се што може некој да замисли од спортови, сум ги спортувал. Меѓутоа почнав да трчам на 26 години, од кога случајно истрчав еден полумаратон, ми се допадна тоа и намерно престанав со останатите спортови за да се посветам на трчањето, така што тоа беше на 26 години, сега имам 42, значи полни 16 години, а терам 17 како активно трчам и одлично е. Посакувам секој што да се пронајде во трчањето, ако сака и да ни се придружи на нашите активности и да види дека нема поубав начин од трчањето и спортот да го живееме животот со што се вика со полни гради.
Да, дефинитивно, затоа што телото нели не заборава и ќе ни биде подоцна благодарно. Јас ти благодарам и тебе за одвоеното време ова утро после твојот утрински тренинг да споделиш дел од советите кои што ги знаеш, односно и ги практикуваш нели ти во текот на твојот живот и се надам дека дел од гледачите ќе бидат дел од тренинзите, но секако и нивните деца дека ќе ги донесат на детска атлетика. Супер, ти благодарам, Ивана. Еве имавме денеска убава сенка овде, се скривме од горештините летни и се надевам се гледаме наскоро во некоја следна прилика. Поздрав.